Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе размислуваме на тема смрт. Смртта е резултат на гревот. Господ Бог на човекот му рече: затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповедав, велејќи: не ќе јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе. Во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот. Ќе ти раѓа трњи и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ќе јадеш леп, додека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Гревот е прекршување на Божиот морален закон. Гревот во суштина е беззаконие. Смртта е одвојување или одделување на луѓето од својот Создател. Има телесна смрт, тоа е физичкото тело кое треба да се распадне. Има духовна смрт, тоа е непознавање на Бог, кога човекот греши затоа што не го познава Бог. И има вечна смрт, тоа е определена Божја казна за сите кои не веруваат во Исус. Факт е дека животот на земјата е краток. Јов во своите размислувања и страдања вели: моите денови поминаа побрзо од совалката за ткаење, исчезнаа брзо без никаква надеж. Спомни си, мојот живот е само лесно ветре и моите очи не ќе ја видат веќе среќата. Овој живот е како здив. Се раѓаме, живееме, умираме. Кога се раѓаме, настанува радост затоа што дошол човек на светот. Кога живееме, има проблеми, болести, искушенија, стравови, беди. Сите овие нешта ни создаваат болки и маки на душата. Кога умираме, се разделуваме од овој свет и од најблиските. Тоа е кулминација на болката на човекот. Животот трае 70 кај послабите, а 80 кај појаките. Потоа настапува смрт. А смртта настапува и кај млади, и кај стари, кај сите, заради грев и болести. Секоја личност мора да ја вкуси смртта. Псалмистот вели: кој жив не ќе ја види смртта? Кој ќе ја запази душата од раката на подземјето, на адот, на шеолот? Смртта е неизбежна за секој човек. Некои се обидуваат да го продолжат векот со новата технологија, но не им успева. Медицината сака да создаде такви клетки, каде што човекот нема да старее и нема да ја вкуси смртта. Но Библијата вели како што на луѓето им ја определено еднаш да умрат, а потоа суд. Евреите 9 глава 27 стих. Треба да се знае тоа дека смртта на христијаните е драгоцена во Божите очи, затоа што не е тоа крај. Библијата вели: скапоцена е во очите на Господ смртта на неговите свети. Зошто е драгоцена или скапоцена смртта на верниците? Затоа што имаат сигурна надеж за вечен живот. Исус вели: и јас им давам вечен живот. Христијаните имаат совршен мир на смртниот ден. Во пророкот Исаија 57 глава, првите 2 стиха вели: праведникот загинува и никој не го зема тоа при срце. Ги отстрануваат побожните луѓе и никој не сваќа. Да, заради злото отстранет е праведникот. За да би влегол во мир, секој што оди по прав пат се одморува на своето легло. Христијаните имаат душевен мир. Тие се помирени со Бог преку Исус. Не ги плаши совеста, зашто совеста им е чиста од гревови. Бог ја има власта над смртта. Во Евангелието според Јован 14 глава 19 стих е запишено: уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Секој што умира, умира според Божјата волја. Никој не умира без знаење на Бог и врапчето не паѓа ако Бог не му дозволи. Смртта на христијаните донесува прослава на Исус Христос.
Во Дела на апостолите 7 глава 59 стих е запишано: И фрлаа камења на Стефан, кој повикуваше, велејќи: Господи Исусе, прими го мојот дух. Христос се прославува преку смртта, посебно ако некој издржи на патот христијански. Секоја смрт не е за прослава на Бог, туку само оние кои издржуваат, кои веруваат, кои му се предадени на Бог, кои не се откажуваат од верата и кои не подлегнуваат на светските искушенија. Бог им дава вечен живот на сите верници, на тие што се наново родени преку вода и дух. Во Римјаните 6 глава 23 стих е запишано: Бог ги наградува оние кои веруваат. Вечниот живот не е човечка заслуга, туку Божи дар. Беа 70 ученици, другите се повлекоа и останаа само 12. Исус им рече: Ако сакате, и вие одете си. А Петар одговори: При кого да одиме, Господе? Само ти имаш зборови за вечен живот. Бог ни дава вечен живот. Тоа е запишено, како што реков во Римјаните 6 глава 23 стих. Благодатниот Божи дар е вечен живот. Исус ќе го воскресне секој кој е мртов. Зборовите на Исус беа овие: И секој што верува во мене и да умре ќе оживее. И тој денес те прашува: веруваш ли во тоа? Прв Христос, а потоа сите што се Христови, секој ќе си го чуе своето име. Животот на небото секако е подобар од животот на земјата. Таму ќе живееме вечно. А Бог не приготви токму за ова, пишува апостол Павле, со тоа што ни го даде духот како залог. Така, бидејќи секоја сме полни со верба и знаеме дека сме во телото, ние сме во туѓина, додека сме во телото, ние сме во туѓина, далеко од Господ. Во небото христијаните ќе бидат прославени, ќе имаат венец што нема да пропадне, ќе седнат со Христос од десната страна на престолот Божи, дури ќе им бидат судии на оние кои не верувале во Евангелието. Тука нема или таму нема да има болест, смрт, грев, робство, беда, сиромаштија, туку вечна среќа, радост, мир и љубов. Смртта не е крај на личноста. Не сакаме, браќа, да останете во незнаење за умрените, за да не жалите како другите, кои немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исус Бог ќе ги приведе со Него. Со смртта не престанува личноста да живее, туку ќе продолжи да размислува, креира и создава нови идеи со совршен капацитет, онаков каков што го даде Бог. Ние не знаеме колку долго ќе живееме на земјата и затоа Библијата не предупредува да бидеме подготвени. Слушајте сега вие кои велите: денес или утре ќе одиме во овој или оној град и таму ќе останеме 1 година, ќе тргуваме и ќе спечалиме. Вие кои не знаете што ќе биде утре, зашто што е вашиот живот, вие сте пареа, која се јавува за миг и потоа исчезнува. Секојаш подготвени на земјата. Некој проповедник му рекол на еден пиен човек: покај се. Тој одговорил: дозволи ми уште оваа ноќ да се напијам, потоа ќе се покајам. Меѓувреме загинал, немал време да се покае. Затоа денес е време за покаяние и за избор на Бог. Бог ќе уништи смртта за секогаш. Библијата вели во Откровение 21 глава 4 стих: И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. И ќе избрише секоја соза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Смртта ќе трае до второто Христово доаѓање, потоа ќе ја снема за секогаш. Прекрасно, зарем не?